Почитувани, скандали и афери не престануваат да го следат СДС. Рашковски фатен со 20.000 евра на граница за кои немал покритие. Поранешниот генерален секретар на владата на Заев, Филипче и СДС, Драги Рашковски, во текот на вчерашниот ден бил фатен на граничниот премин Новосело со сума од 20.000 евра кеш за кои немал покритие. За Рашковски и СДС не е изненадување да бидат дел од некаков криминален или пак коруптивен скандал. Па затоа да ја потсетиме јавноста за минатото на Рашковски, кој важи за близок соработник на Заев и на Филипче. Рашковски беше обвинет и осуден за случајот софтвери, како поранешен генерален секретар на владата на Заев, Филипче и СДС, каде што набави софтвери за кои никој немал ниту побарување, ниту пак претходно такво нешто било употребувано. Со оваа набавка, Рашковски ја злоупотребил службената положба и го олеснил буџетот за над 18 милиони денари. Исто така, Рашковски беше обвинет и осуден за перење на пари, со што според обвинителството било овозможено 4 компании да стекнат нелегитимна добивка од над 17 милиони денари. Почитувани, матрицата на СДС не се менува. Низ неа поминаа и се уште поминуваат криминалци. Секојдневно СДС се полн со афери и скандали. Ги прашуваме и СДС и Рашковски. Дали овие пари со кои бил фатен на граница се дел од перените пари од случајот софтвери? Дали СДС ке се огради од Рашковски, а со тоа и од Заев, кој важи за најблизок соработник своевремено со Рашковски? Дали СДС има намера да се реформира и да почне да внесува честни луѓе кои треба да им ја водат партијата, а не вакви како Рашковски, Заев и Филипче? СДС се синоним за неспособност, криминал и корупција. Го повикуваме воедно јавното обвинителство да земе да работи нешто и да отвори случај, а не да седи настрана и да ги штити пулените на СДС.